Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Реакции по синокешното пукање кон бугарскиот клуб во Охрид. Повторно заматена водата во Струшкиот градски водовод. Работилница за зголемување на довербата во локалниот младенски совет во Охрид. Јавното предпријатие Водовод и сите охридски образовни установи аплицирале за снабдување со поевтина струја од 1 декември. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено беа измерени максимални 11 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок во Охрид ведро и студено време со дополнителен пад на температурите. Утре над Пиринејскиот, Апенинскиот, како и на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност. Во централните и источните делови на Европа стабилно со зголемена облачност. Локално на север и на крајниот југоисток услови за слаби врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност, ветровито, но постудено. Во северните и источните делови зголемена облачност, која ќе донесе умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури на Балканот од 6 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија во петок студено утро со пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од минус 7 до 6 степени, а во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Максималните дневни температури во Македонија утре до 7, односно 16 степени Целзиусови. Во Охрид во петок студено утро, температурата 2 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност и засилен западен ветер. Максималната дневна температура 10 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно и студено време. Минималната 0, дневната 8 степени, а веќе во недела и понеделник облачно време со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено. Минималната температура 1, односно 2 степени, дневната 4 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Охридската јавност е вознемирена по синоќешното пукање кон бугарскиот клуб Цар Борис III. Непознати сторители од огнено оружје стрелале кон канцеларијата од улица, каде што во близина има минувачи и работат многу продавници. Полицијата работи на расчистување на случајот, а стигнаа реакции од Министерствата за надворешни работи на Македонија и Бугарија. Од огнено оружје е стрелано кон бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид. Непознати сторители синоќа околу 19 часот пукале кон канцеларијата во периодот кога работат многу продавници во трговскиот центар Амам и се во непозредна близина на клубот. За овој настан никој не сака да зборува, но има видна вознемиреност кај вработените во околните продавници и градскиот паркинг, но и кај охриѓани. Па стварно со пукање не се решаваат тие проблеми. Тоа треба да се реши на маса, политичарите да го решат тоа прашање, те тогаш ќе биде во ред, мислам. Народот ќе го прифати, во инак, попротивно, се дешаваат вакви работи. Не убави работи, да речем. Не би требало да дојде до такви работи, него на некој подобар начин да се решат тие работи, мислам. Како граѓанин ги оправдуваш, со баре да прават овдека, знаеш, будали, знаеш, кажа и влада и држава кажа да не се ширит пропаганди ни бугарски клубови во Охрид ни македонски во Бугарија. Не знам што саке тие. Саке да не вознемират кој граѓани. Сигурно би предизвикало некоја вознемиреност, ама ова со провокације што ги прават, носите до вакви немири настани. Па секој би бил загрижен за безбедност. Секој би бил загрижен. Друго не можам ништо да кажам. Мислам дека тоа што се пукало не е добро. Сите сме на некој начин загрижени, пошто негови работи се дешаваат. Од Охридската полиција информираа дека работат на расчистување на случајот. Во писменото соопштение испратено до медиумите, портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски наведува дека нападот е извршен во 19 часот и 12 минути на 23 ноември. Пријавено е оштетување на стакло на канцеларијата на Сдруженијето Цар Борис III лоцирана на булеварот Македонски просветители во трговскиот центар Амам во Охрид. Полициски екипи при СВР Охрид излегле на местото на настанот, при што утврдено е дека на стаклото од надворешната врата и стаклото од излогот на канцеларијата има две оштетувања направени од оружје. За настанот известен е јавен обвинител од основното јавно обвинителство Охрид, по чии насоки се преземаат мерки за расчистување на настанот. За настанот се огласи Македонското министерство за надворешни работи, осудувајќи го вандалскиот чин. Повика надлежните институции да ги истражат околностите под кои се случија овие вандалски активности и да преземат итни мерки за откривање на сторителите, како и да преземат дополнителни превентивни активности со цел да се обезбедат соодветни услови за непречено одвивање на активностите на овој и сите други граѓански клубови и здруженија во земјава. Бугарското министерство за надворешни работи врачи остар демарш на Агнеса Руси Поповска, македонската амбасадорка во Софија. Во него соопштуваа дека ја забележале реакцијата на Министерството за надворешни работи на Северна Македонија, но категорично не прифаќаат тешки кривични дела да се дефинираат како вандалски чин. Очекуваа да се откријат и судат сторителите на злосторството врз клубот Цар Борис III. Ова е трет напад врз клубот за помалку од 2 месеци. Претходниот беше извршен пред само неколку дена, кога исто така беше оштетени надворешните стакла, но со камен. Клубовите Цар Борис III во Охрид и Ванчо Михајлово Битола, согласно измените на Законот за здруженија и фондации, ќе треба да се усогласат и да ги променат спорните имиња, во спротивно ќе бидат избришани од Централниот регистер на барање на Министерството за правда. Стружани повторно се жалат на заматена вода од градскиот водовод. Во време на економска криза плаќаат високи сметки за вода, а принудени се да купуваат од продавница. Првиот човек на градот вели, во тек е реализација на проект со кој конечно ќе се надминат проблемите со водоснабдувањето. Водата во Струга повторно заматена. Стружани се жалат, велат плаќаат сметки, но или не имаат вода или таа е загадена, па стравуваат да ја користат. Проблемот се провлекува години наназад. При секој дожд водата од градскиот водовод е обоена. Граѓаните се жалат во време на економска криза, плаќаат високи сметки за вода, а принудени се да купуваат и од продавница. Да, заматена и не се пие воопшто.
Плашите да пиете од Па чешма вода? нормално се плашиме и купуваме секогаш. За купување не се излегува сега никако. Со ова криза и со купење и вода и све не. А и плашаме и плюс и фактурите се многу високи. Не знам, ја не пијам вода и зада, земам од Охрид. Од чешмите, од нашите чешми не пијам. Поради дождот што падна. За матена не ја конзумирате, не пиете од чешма, вие ставате. Не. Заматена. Од јавното предпријатие причината ја лоцираат во тоа што при дождови доаѓа до загадување кај изворите во шум предизвикано од електраните. Првиот човек на градот вели во тек е реализација на проект со кој се врши промена на азбестните цевки и конечно ќе се надминат проблемите со водоснабдувањето. И со тоа ќе имаме ново, сигурно и количински снабдување со вода на населените места. Мислам дека е задовелам животен проект и се надеваме дека нема да имаат проблем. Ни Драслајца, ни Ложани, ни Ливада, ни Бичево, ни Ново село, ни Татеши долно, ни горно, Велешта, Добовјани и така натака. Значи, огромен зафат кој, ево велам, да, чудо, 60-70 години, никој не го ни размислил како тоа да го изведува. Надлежните смируваат, иако водата често е заматена, не е штетна по здравјето на луѓето, а тоа го потврдуваат анализите од Центарот за јавно здравје. Да се слушне гласот на младите е насловот на денешната работна средба со младите од Охрид, организирана од UNDP програмата за развој на Обединетите нации. Фокусот е на зголемување на довербата во локалниот младински совет во Охрид, но и одговорноста на неговите членови. Можностите за младинско учество се отворени. Сега на потек се токму тие, младите. Да се слушне гласот на младите, да се зголеми довербата, но и одговорноста на членовите на локалниот младински совет во Охрид беше целта на денешната работна средба во рамки на проектот Млади за инклузија, еднаквост и доверба. Во просториите на Младинскиот центар, средношколци, членови на невладини организации и заинтересирани млади од Охрид имаа можност да се запознаат со работата, но и да ги изнесат своите потреби пред представниците на локалниот младински совет. Младите да знаат дека постои вакво тело во општината, во општина Охрид, и да се зголеми од друга страна товарот на одговорност на членовите на локалниот младински совет, да станат свесни дека ги представуваат младите во Охрид пред општината и советот на општината. Да се креира нови активности кои ќе бидат во нивни интерес, а ќе бидат поддржани и со програмата на Обединетите нации, но и со работата на младинскиот центар овдека во Охрид. Според Законот за младинско учество, локалните младински совети како представнички тела се јадрото и гласот на младите во општеството. А за нивната ефективност, Зоран Илиевски од коалицијата на младински организации сега смета дека во ваква ситуација моментално на потек се младите. Тоа како модел, како концепт овде кај нас во Македонија, согласно законот, треба да биде начин на кој што младите ќе може да влијаат на донесувањето на одлуки во општината. Колку овој концепт ќе биде функционален, не зависи само од општината. Сега, бидејќи законот го наметнува како задолжителна алатка во општината, ќе зависи во случајот од младите. Колку младите ќе може да го искористат ова право. Колку младите ќе бидат сериозни во овој процес, ќе зависи од нив. Локалната самоуправа ќе мора да ги почитува, да ги слуша потребите, нормално, ако не сакам, не мора да постапува, но тоа значи пак од друга страна одговорност на локалната самоуправа. Тема на денешната средба, организирана од Програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, беше и важноста и запознавање со процесот и методологијата на подготовка на новата национална стратегија за млади, чија прва работна верзија треба да биде готова до декември годинава. Од 1 декември, согласно владината мерка, трите категории субјекти – образовни, производители на храна и комунални предпријатија од водостопанството ќе користат поевтина струја. Од сите основни и средни училишта во државата за субвенционирано снабдување со струја се пријавиле половина, а од фирмите кои произведуваат основни прехранбени производи, процентот на тие кои аплицирале е драстично помал. Но сите производители ќе треба да ги намалат цените на основните прехранбени производи без оглед дали ја користеле мерката за повластена цена на струјата, порачуваат одговорните во власта.
Сите охридски основни и средни училишта, како јавното предпријатие Водовод, аплицирале за користење струја по пониска повластена цена од 1 декември. Во држава во вкупно 233 основни и средни училишта, 50 јавни предпријатија од областа на водостопанството и 235 прехранбени субјекти аплицирале за владината мерка, според која ЕСАМА продажба ќе ги снабдува со поевтина струја. Соопштија на денешната пресконференција премиерот Димитар Ковачевски, министерот за економија Крешник Бектеши и генералниот директор на АД ЕСАМА Васко Ковачевски. Субјектите кои не успеале да поднесат комплексни документи, во следниот период ќе можат да го сторат тоа и ќе бидат ставени на субвенционирано снабдување од 1 јануари. Со цел непречено одвивање на наставата во земјава, основните и средни училишта од 1 декември ќе плаќаат цена од 95 евра по мегават час. Јавните комунални предпријатија, чија дејност е од областа на водостопанството, кои работат со пумпи или пречистителни станици, струјата од ЕСАМА продажба ќе ја плаќаат по 95 евра по мегават час. Согласно владината одлука, субјектите кои вршат производство на основни прехранбени производи, како масло за јадење, леп, брашно, млечни и месни производи, ќе се снабдуваат со струја по цена од 80 евра по мегават час. Оваа мерка, според очекувањата на владата, треба да ги стабилизира и намали цените на крајните прехранбени продукти. Министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција рече дека од 1 декември треба да станат видливи на пазарот резултатите на коригирани цени на основните прехранбени производи. А во следните 4 месеци, додека трае кризната состојба, очекувам врз основа на постојани пресметки на трошоци од увозните цени на храна и субвенционирани цени на електричната енергија, како и стабилизација на брзанските цени, кои веќе се во мирување, да продолжи намалувањето на цените на основните прехранбени производи, посебно на тие производи кои се наведени во одлуката на владата. Од 1 декември сите производители на основни прехранбени производи ќе треба да ги намалат цените без оглед дали ја искористиле можноста да аплицираат за снабдување со струја по пониска цена. Во спротивно, владата ќе донесе и други мерки, како замрзнување цени, маржи, рече Бектеши, и најави интензивни контроли од Државниот пазарен инспекторат. Премиерот пак им укажа на локалните власти дека мерките за субвенционирана струја не се за удобство ниту за државната администрација, ниту пак на општинската администрација. Овие мерки не се за да некој седи по канцеларии, си вари кафиња, си држи состаноци и си чита вестници. Овие мерки се за граѓаните. Генералниот директор на АД ЕСАМА Васко Ковачевски на денешната пресконференција кажа дека ЕСАМА во моментов прави пресметки на потребната количина енергија која ќе биде потребна за новите субјекти што од 1 декември ќе се снабдуваат со струја по поевтина цена. Од утре до недела во Охрид ќе се одржи меѓународна конференција Предисторија на Балканот. Ова ќе биде финален настан од проектот на Центарот за истражување на предисторијата од Скопје, Институтот за археологија од Тирана и Филозофскиот факултет од Белград, и кој представува прва заедничка соработка меѓу македонски, албански и српски археолози. Овогодинешното 8 издание на конференцијата се организира во рамки на меѓународниот проект Заедничко културно наследство, на која студенти и стручњаци ќе ги презентираат стекнатите сознанија за време на проектот и воедно ќе приложат нови перспективи за предисторијата во Србија, Албанија и Македонија. Во рамки на проектот, експерти и студенти работеа заедно на неолитските локалитети Влахово, Македонија, Поградец во Албанија и Винча во Србија, каде што освен усовршувањето на методите на истражување, ги следеа и предисторијските врски меѓу заедниците кои живееле на овие простори пред повеќе илјади години. Во рамки на проектот се подготви брошура и промотивен материјал, во кој се сумирани резултатите од взаимната соработка меѓу македонските, албанските и српските археолози, а кои ќе бидат достапни на веб страната на Центарот за истражување на предисторијата после одржувањето на конференцијата. Проектот е финансиран и е поддржан од Фондот на Западен Балкан, како и од Европската Унија. Следуваат вестите од светот. Представници на Русија и Украина се состанале минатата недела во Обединетите Арапски Емирати за да разговараат за можна размена на затвореници
Поврзана со континуираниот извоз на руски амонијак во Африка и Азија преку украинскиот гасовод, изјавија за Reuters извори запознаени со состанокот. Разговорите биле посредувани од заливската земја, а Обединетите нации не биле вклучени и покрај фактот што Обединетите нации одиграле централна улога заедно со Турција во потпишувањето на договорот за извоз на жито и вештачки ѓубрева од Украина и од Русија. Германскиот канцелар Олаф Шолц ја бранеше политиката на својата влада денес за време на генералната дебата во Бундестагот. Шолц тврди дека Германија добро се справува со финансиската криза и рече дека земјата е енергетски безбедна за оваа зима. За оваа зима енергетската безбедност на Германија е загарантирана, изјави Шолц. Германскиот канцелар исто така кажа дека неговата социјалдемократско-зелено-либерална влада обезбедила снабдување со енергија во текот на предстојната зима и покрај проблемите предизвикани од руската агресија врз Украина. Женгжу, град во централна Кина, дом на огромна фабрика за iPhone, нареди затворање на 6 милиони луѓе откако пораст на случаите на COVID-19 предизвика насилни протести во индустријскиот центар. Стотици работници протестирале пред фабриката и биле соочени со полиција вооружена со палки облечена во бели комбилезони за да се заштитат од инфекција. Потоа градските власти наредиле голема кампања за тестирање на коронавирус во неколку населби затворени 5 дена почнувајќи од петокот на полнит. Жителите од центарот на градот повеќе не може да ја напуштат својата населба без негативен PCR тест и дозвола од локалните власти. Им било препорачано да не го напуштаат соседството, освен ако е апсолутно неопходно. Американската агенција за храна и лекови одобри нов третман за ретка болест на згручување на крвта, со оглед на тоа дека една доза ќе чини $3,5 милиони. Ова го прави најскапиот лек во светот. Иако износот за третманот изгледа огромен, неодамнешната анализа на исплатливоста на лекот сугерира дека тоа е релативно фер цена за ефектот на самиот третман во САД. Лекот Хемгеникс е генска терапија за хемофилија Б, ретка генетска болест која предизвикува нарушување на згручување на крвта. Најсериозните симптоми вклучуваат епизоди на крварење кои тешко се запираат. Хемофилијата Б обично е почеста кај мажите отколку жените и се проценува дека околу 8.000 мажи просечно во САД страдаат од оваа доживотна болест. Примарниот лек кој моментално се користи за лекување на хемофилија Б во САД им обезбедува на пациентите многу неопходен фактор на коагулација, но тој е доживотен и затоа скап третман. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.